Добро вечер, јас сум Мери Симоновска, а вие гледате За или против. Вечерва зборуваме за можната реконструкција на владата. Зборуваме за дали 90 пратеници е доволна бројка за функционирање во македонскиот парламент. Зборуваме и за случајот со Артан Груби, за новитетите во правосудството, како и за евентуалната смена на неговите министри. Вечерва одговор на овие прашања, но и на низа други, барам одговор од мојот вечерашен гостин, градоначалникот на општина Команово и лидер на ЗНАМ Максим Димитриевски. Добро вечер. Добро вечер и на вас и на гледачите на телевизија Алфа. Почнуваме веднаш со политички прашања. Вие како речиси нова политичка партија на парламентарните избори освоивте добар број на пратеници, направивте коалиција со ВМРО ДПМН. Дали сте задоволни од улогата на вашата партија во вработењето на владата? Па знам, како што рековте, нов политички субјект, тоа движење се формираше врз база на група на луѓе истомисленици. Денеска сме представени во парламентот, ја поддржуваме владината програма, сме дел од владеачкото мнозинство и секако дека сме задоволни, но секогаш може многу повеќе, бидејќи граѓаните очекуваат од нас да испорачаме конкретни резултати. Ние како политички субјект не се занимаваме со минатото, бидејќи граѓаните тоа го имаат видено, работиме на креирање на подобра иднина, особено во делот на ресорите со кои што менаџираме, а тоа е ресорот правда и ресорот јавна и државна администрација, голем број на закони, некои се во постапка, некои се веќе завршени, се со цел да тоа што го ветуваме пред граѓаните и го исполниме во целост. Може би има и одредени пропусти, но едно ќе кажам што е краси оваа власт, а сепак носителот на власта е ВМРО ДПМН, е нашиот коалицијски партнер, е дека за нешто помалку од 2 години нема ниту една крупна афера, и тоа може би изненадувачки за јавноста, бидејќи јавноста е секогаш навикната власта да креира безброј афери и скандали кои што во континуитет се повторуваат, но секако дека не сме имуни и одредени системски пропусти за кои што секогаш сме подготвени да се коригираме и да им ставиме на крај на истите да не ни се повторуваат. Практично велите дека нема ни една крупна афера, значи си ја работата, дали очекувате пофалби за тоа што нема афери, за тоа што вие сте платени да нема афери? Не вие како Максим Димитриевски, зборувам како цела влада. Па јас како градоначалник функционирам веќе 9-та година, да кажам, освоив 3 мандат. Никогаш не сум очекувал пофалби, едноставно тоа го подразбирам како составен дел на мојата работна задача и нашите министри во владата и останатите министри исто така, но секако таму кај што се прават грешки, имаме можност секогаш да ги коригираме, доколку истите се направени, особено од субјективни причини или од човечки причини, кои што луѓето кои што ги поставуваме и ги носат тие одлуки, евентуално погрешиле. Кога ја формиравте ЗНАМ, рековте дека вашата политичка партија ќе донесе поинаков политички пристап и ќе се спречат репризи од минатото. Дали сега, после 2 години во власта, се уште стоите на тој принцип и живеете по тој принцип? Да, дефинитивно и многу такви појави беа спречени од наша страна и од нашите коалицијски партнери, буквално ништо не е исто како што беше. Ако се сеќавате поранешните коалиции како функционираа по принципот на должничко-доверителски односи, вие денеска немате такви односи во владата. Никој на никого нешто му должи, ние сме обединети со владината програма и едноставно целиме да ја реализираме истата. И тоа во моменти на многу тешка социјекономска криза, која што не е само во државата, на регионално, туку и на глобално ниво, со сите овие глобални промени кои што се случуваат низ светот, а дефинитивно ги чувствуваме и ние. Тргнувајќи, видите, оваа држава е во континуитет во одредени проблеми, тргнувајќи од корона кризата, потоа дојде енергетската криза, па дојде војната во Украина, сега имаме нова војна на Блискиот Исток, но тоа не е причина да ние работиме како влада, бидејќи сепак државата треба да изгради инструменти, механизам за да стане функционална. Онаа што е најбитно е тоа за што сме платени, да го дадеме вистинскиот сервис на граѓаните, а на крајот граѓаните своето задоволство или незадоволство го покажуваат на избори. Имавме избори пред неколку месеци на локал
локално ниво видовме каде отидува мнозинството на гласови, но сепак имаше и одреден број на граѓани кои што не излегоа на избори и секако дека размислуваме која е таа причина и зошто е тоа незадоволство и де факто е дека преголеми се очекувањата кога ќе се промени една власт. Оваа власт тргна од едно минус, сериозно минус салдо, значи државата разнишена по сите основи, дополнително финансиски потрошена, треба да се дојде до една позитивна нула и дополнително да продолжиме да создаваме нов производ за да го покачиме BDP-то или просечниот живот на граѓанинот да се збогати во државата и неговите животни услови. По ова вака што зборувате, имам впечаток дека вие сте во добри односи со ВМРО-ДПМН, меѓутоа цел време се поставува прашањето, а и во јавноста кружат шпекулации дека вашите односи не се баш толку многу солидни како што вие ги представувате и вие и ВМРО-ДПМН. Ево отворено ве прашувам, какви се односите на ЗНАМ и ВМРО-ДПМН? Не, ние имаме со нашите коалициски партнери многу отворени односи. Првично имаме договор со ВМРО-ДПМН, а ВМРО-ДПМН има договор за коалицирање со коалицијата ВЛЕН. Дополнително сме усогласени околу владината програма. Проблемите се многу повеќе од технички карактер, во делот на функционалноста или нефункционалноста на одредени ресори, но и како сме усогласени во делот на идејата и идеологијата која што ние застапуваме како политички субјекти. Првенствено ЗНАМ влезе во оваа коалиција, се со единствена цел, бидејќи на претходните парламентарни избори апсолутното мнозинство на гласови го доби ВМРО-ДПМН и полниот легитимитет да владее. Ние влеговме и од патриотски, но и од државни причини, државните интереси пред се и интересите на граѓаните, се со цел да не дозволиме да гледаме една реприза од минатото, како еден ДУИ, многу помал од тогашниот СДСМ, го дробеше на ситен камен, а овој во континуитет поради недостаток на број на гласови во парламентот, правеше круцијални отстапки и се доведе на тоа да рече како што е. За да не се случува нешто такво во државата, се направи оваа мнозинство, оваа коалиција која што функционира и суштински, а не само на хартија, а нормално е во демократијата по одредени прашања да имате и одредени различни размислувања. Впрочем, зошто ни е тогаш плурализмот, ако вие немате различни размислувања и помеѓу пратениците и во рамките на самите политички субјекти, бидејќи ние сме здраво е да се разговара на сите теми, да. Да, ние сме млада партија, но сме партија која што гради демократски капацитети и самиот статут дозволува на партијата такво нешто, а впрочем ништо не е тајно. Граѓаните треба да бидат информирани за коалицијата е се. стабилна. Да, дефинитивно. Па кому му одговара тогаш да ги пушта овие информации, кој ќе има бенефит од ова ако се пуштат информации дека вие ВМРО сте раскарани? Зошто се пуштат? На кого највеќе му одговара, кој ќе има ќар од ова? Па видите, тука е опозицијата и ако следите нивните кампањи, кои што во долг временски период беа насочени директно кон мене и кон ЗНАМ, тргнувајќи од Социјалдемократскиот сојуз или онаа што остана таму, дел од раководството од таа политичка партија, значи тие кои што ги пласираат тие невистини во јавноста, а од друга страна исто така и левица која што агресивно граба на политичкиот простор, се со цел да се здобие со дополнителни политички поени. Пардон, не од аспект да преземе одговорност на себе за било каква работа, туку од аспект само врз база на гол популизам и една потрошена идеологија пред повеќе од 40 години да се стекне со нов електорат. Видете, таму постојат луѓе во тој политички субјект каде што и да им дадете апсолутно мнозинство во државата, тие нема да се нафатат да менаџираат ниту еден ресор, а камоли да менаџираат со државата преку управување со владата. Тоа е партија која што постои за поединци да бидат на позиции кај што се и врз база на шпекулативни или сензационалистички пристапи во јавноста да врз база на популизмот граба по електоратот и го заведува. Затоа јас само можам да кажам дека знам во рамки на оваа коалиција е стабилен политички субјект кој што се води од националните, државните интереси и за доброто на граѓаните и ние така ќе продолжиме да работиме и функционираме. Кога влеговте во владината коалиција, како нова и млада политичка партија, дел од аналитичарите и критичарите што тогаш велеа дека е возможно да ризикувате да се претопите, односно да бидете една сенка на владината коалиција. Дали ЗНАМ во владата е самостоен политички субјект или сте само сателит партија на ВМРО-ДПМН? Нити сме биле,
ниту некогаш ќе бидеме сателит партија, знаме партија која што ја создадува членовите. На тоа претходеше собирање на потписи. Ако се сеќавате на мојата независна кандидатура во Куманово, па дополнително се собра околу 14.000 потписи за мојата кандидатура за председател на државата. Иако полно свесен дека јас не можам да станам председател, но тоа беше влогот и во партијата и во сите тие луѓе кои што веруваа во мене, се освоија над 86-7.000 гласа на тие председателски избори, а веднаш потоа и околу 56-7.000 гласа на парламентарните избори. Знаме свој политички субјект со своја идеологија и собствено чекори, со собствени чекори на политичкиот простор на Македонија. Нам лично ни одговараат избори во секој момент, затоа што немаме што да изгубиме. Ние само на секој избори се проверуваме, како што беше случајот и на локалните избори, и дополнително сме сериозен коректив на власта и од внатре, а по потреба и од надвор. Не секогаш имало знак на еднаквост по однос на сите политички понуди или проценки или сето она што е лиферирано во јавноста од поголемите партнери во власта. Многу пати сме излегле со својот став и во делот на законот за почитување и истакнување на знамињата на етничките заедници, и во делот на државниот грб и иницијативата за промена или идејата за промена на државниот грб. А впрочем тоа се случи и сега со нашето незадоволство со случајот на Артан Груби, каде што јасно и јас, а и представниците во владата го искажаме својот став и незадоволство во однос на делувањето на независната судска власт во државата, која што имаме намера и дефинитивно ќе ја ремонтираме во целост, се со цел. Ќе зборуваме и за Груби, ќе стигнеме и до таму. Сега сакам да ве прашам, зборуваме за знам во власти и за како тоа функционирате вие, меѓутоа вие како знам како посебна политичка партија, велите дека вас ви одговараат избори, дека се проверува тоа каде сте, што сте. Се остава впечаток во јавноста дека токму последниве избори беа одличен политички моментум за вие да ќарите Глас Плюс. Што мислите, ако утре има политички парламентарни избори, се извинувам, дали знам ќе има повеќе, помалку или исто претеници? Видите, ние не се обидуваме да чариме Глас Плюс, бидејќи гласачите не ги гледаме ни форма на глас. Ние се обидуваме да се стекнеме со поддржувач плюс, затоа што сме мала политичка партија, која што од ден на ден се развива, и кога времето тргнаме со 10 општински организации, денеска имаме над 50 и работиме на нивна консолидација. Особено интензивно ќе тргнеме во тој процес сега од месец април, па понатамо да им објасниме дека ние сме политичка партија која што се роди од граѓаните и сака да работи исклучиво за тие нивни интереси, а не за интересите на поединците. Различни сме од останатите, не постои опасност, знам, да се трансформира во една друга или трета политичка партија. Во минатото, во самите зачетоци имало такви предлози, не прифативме и не сакаме да гравитираме кон никој. Ние едноставно сме своји, позиционирани на политичкиот простор, некаде во центарот, со одредени леви политики во делот на социјалната заштита во државата, бидејќи сметаме дека не живееме во изедначено општество и треба да дадеме можност на оние што се посиромашни да се приближат кон оние побогатите слоеви во државата и подеднакво да ја чувствуваат државата и за своја и одговорноста да е иста, но дополнително и заедничките вредности и бенефитот да го делат со останатите. Си правите анкети вака, знаете како со колку поддршка располагате? Да, ние котираме на исто ниво како што бевме на парламентарните избори, стабилизирани сме тука со тие бројки, иако бројките од локалните избори се поразлични, но мора да се разбере една работа, дека знам немаше своји кандидати. Ние имавме своји кандидати за градоначалници само во две општини во државата, тоа е Куманово и Центар, и дополнително некаде околу 50 на кандидатски листи за советници од вкупно 81 општина. Вие не можете да калкулирате и да сметате дека ќе добиете гласови таму каде што немате своји кандидати и кандидатски листи, и кога ќе го споредиме тоа во проценти од претходните резултати и се намалат бројките на одзивот, бидејќи парламентарните избори беа по одзив многу поголеми од локалните, доаѓаме повторно на истите бројки. Последните анкети исто така не етаблираат тука на политичкиот простор и ние не менуваме. Значи, во континуитет покачуваме и тоа стабилно, чекор по чекор, но како и да е,
најдобриот резултат или најдобрата анкета се сепак изборите. Имаме план за развој на партијата, но нашиот приоритет е државата, затоа што џабе ви е вам политичка партија ако вие немате држава. Па вас ви треба политичка партија силна за да ја оправите државата. И ве сега 2 години сте во власта, а видите дека горе-доле се иста поддршката на гласачите. Па вообичаено кога малите политички партии ќе влезат во една голема коалиција, тие по 1 или 2 години едноставно исчезнуваат од политичката сцена, што не е случај со СНАМ, значи СНАМ се гради, се надоградува, стабилен е и ќе расне во континуитет, но многу е битна идентификацијата на политичкиот субјект. Ако во минатото се сеќавате кога се појави СНАМ, беше на секој вест или ферувано СНАМ на Максим Димитриевски. Денеска веќе не е така, бидејќи таа партија не е моја собственост, таа е собственост на сите членови. Денеска знаме препознатлив политички субјект на политичката сцена. Вие имате голем број на политички партии кои што се јавија на политичкиот простор, обстојуваа со години, па едноставно денеска исчезнаа или се символично присутни во јавноста, некои само со регистрација на политичкиот субјект, а некои како партиципиенти во власта или во опозицијата, но во составен дел на некои големи коалиции. Ние настапувавме на избори сами и на следните избори повторно ќе настапиме сами, можеби дополнително во соработка со одредени невладени организации, дополнителни граѓански движења, помали одредени политички субјекти, но како носители на евентуалните такви коалиции. Кога зборуваме за рейтинзи, тоа е тесно поврзано и со функционирањето на партијата и на владата. За на лето се најавува реконструкција на владата. Во јавноста се шпекулира и се лиферуваат информации дека вашите двајца министри ќе бидат првите министри на политички отстрел за менување во владата. Што мислите, дали е тоа вистина, дали сте разговарали со премиерот за таа тема? Имам разговарано на тема реконструкција со премиерот само во делот на датумите за реконструкција, но не и конкретно за имињата, што се однесува до нашите министри во владата и двата ресора. Јас како председател на СНАМ сум апсолутно задоволен од работата на моите министри, бидејќи завршија голема работа во делот на онаа што значеше стратешките закони, круцијалните закони кои што се неопходни за функционирање на системот и на државата, но сепак оставам на премиерот, тоа е негово дискреционо право да излезе со предлог за реконструкција на влада и во рамки на коалицијата ќе ги разговараме доколку дојдат такви предлози, сите прашања по однос на нивното задоволство или неговото задоволство кон ресорните министри кои што доаѓаат од СНАМ, но и обратно. Задоволството на СНАМ во однос на останатите министри кои што партиципираат во владата од нашите коалицијски партнери. Тоа е ВМРО, ДПМН и ВЛЕ. И не сум јас првата што ве прашува дали сте разговарале со премиерот за вашите министри, бидејќи не сум првата, досега не ви текнало да го прашате премиерот, премиера ќе се менуваат моите министри, претпоставувам дека се гледате вие како коалиција, разговарате за одредени име, зошто не го прашувате? Видете, сега ова е мала импровизација. Први таквите разговори не се водат на таков начин. Сите разговори ги водиме врз база на принципијални основи. Доколку има одредени проблеми, се отвара прашањето, ако може да се затвори, се затвора, во спротивно се изнаоѓа соодветно друго решение. Штом до сега сте немале промени во владата, значи немало такви моменти, но како идеја да оставиме на времето, да не шпекулираме пред време, бидејќи јас не сум мандатар. Доколку бев мандатар, ќе излезев првично, ќе разговарав за тоа отворено и ќе го најавев тоа, но како и да е, таква е политиката. Видете, седите, нам ни е најбитно да постигнуваме резултати во ресорите каде што сме застапени. Дали има или нема резултати, на крајот ценат граѓаните, а впрочем и главниот менаџер, тоа е мандатарот. Така, значи вие сте задоволни, како што рековте, од вашите двајца министри, дека се зборува токму за Филков, дека некако тој би се сменил. Дали тука знам би ја повлекле црвената линија? Задоволни сме од Филков, не смета да министерот Филков работи одлична работа. За жал не е како одредени министри кои што и како се присутни во јавноста, но самиот ресор правда е таков. Може би во минатото граѓаните имаат навикнато да ги гледаат во континуитет министрите за правда на многу сензационалистички начин да излегуваат во јавноста и да говорат за работите, што е впрочем надлежноста на Министерството за правда, да го усогласува правосудниот систем на Македонија и актуелното законодавство на реалните потреби на државата, за да истата биде функционална и
правда да има за сите. Но за жал Министерство за правда и не е имплементатор на правдата, туку таму е независната власт каде што министерот за правда апсолутно нема право. Ви ги постави сите овие прашања затоа што се остава вакуум простор во работата на независната судска власт, но онаа што е битно според мене и зошто ова го поставувате вака прашањето е затоа што министерот Филков секогаш за секое прашање има кристално чисен и јас став по секое прашање без разлика дали тоа оди во прилог или штети на владеачкото мнозинство. Видите, ние не можеме да бегаме како власт од вистината кога имаме одредени системски пропусти, мора да си ги признаеме. И впрочем имавме такви примери, не многу големи, но последниот со Артан Груби тука мораше да се реагира. Да одиме на баш токму на Артан Груби. Ви ги поставив оваа низа на прашања за вашите министри, бидејќи во јавноста се остави вакуум простор каде што се поставуваат прашања, нема чист одговор и некако цело време тоа е изнасилено како еве ги сега знаме ВМРО се скарани, иако и вие и ВМРО ДПМН велите дека супер си функционира коалицијата и ние тоа го гледаме. Би сакала да одиме на случајот со Артан Груби. Артан Груби по 14 месеци поминати во бегство си се врати и сега си е во куќен притвор. Вие таа мерка ја нарековте невиден преседан. Што е проблематично тука покрај тоа што се остава лош пример? Мислите дека некаква политичка игранка, каде е проблемот поконкретно? Видете, тоа е невиден преседан и не запомнет преседан или од аспект на знамне и од аспект на јавноста недозволиво во една организирана држава. Факт е дека за господинот Груби, кој што беше во бегство, беше претходно издадено решение и имаше распишано меѓународна потерница. Истиот, без разлика дали сам се предал на полицијата на граничниот премиум Блаце или пак е уапсен, треба да се спроведе на извршување на мерката која што претходно е одредена и која што е на сила. Тој повторно се води во распит на обвинителство. Обвинителството, значи, го менува предлогот, при тоа се уште не е јасно дали го укинува претходното решение, излегува пред судија на претходна постапка и притворот се заменува со домашен притвор под разни образложенија за безбедност и така натаму. Значи, не сум запознаен во детали со постапката, затоа што немам никаква доперна точка од аспект на професионалната функција која што ја вршам со таа структура или тој дел на власта, а тоа е независната обвинителско-судска власт. Дали има пропусти, ме прашувате, како правник ви одговарам, да, дефинитивно. Првата одговорност ја адресирам на обвинителството, бидејќи тука се најголемите пропусти, а дополнително и на судијата за предистражната постапка, затоа што истиот во секој момент, откако обвинителот ќе му достави одредени докази, најмалку може истите да ги преиспита. Во овој случај тоа не е сторено. Но главната одговорност и главниот збор овде го има обвинителството. Ако вие како обвинител излезете со предлог како странка, согласно КЗ во постапката, со одреден предлог, обвинителот не може да изрече повисока мерка од вашиот даден предлог. Значи, требаше најитно, и тоа го побара и министерот за правда, а впрочем го следем и премиерот и сите оние изјави одеа во таа насока. Да. Обвинителството требаше до сега да се произнесе, да ја преиспита постапката, па впрочем и да е погрешено, да ја коригира. На господинот Груби не му е место дома. На господинот Груби место му е во истражниот затвор, каде што е местото и на сите останати. Пресумпцијата на невиност го штити, се до завршување на судската постапка и носење на правосилна судска пресуда, но и како ако веќе еднаш се дрзнал да побегне, кој може да гарантира дека во овој момент повторно нема да го стори тоа? А тоа можете многу полесно да го сторите од дома, отколку да се наоѓате во казнено-поправна институција или во истражен затвор. Велате дека Груби не би бил безбеден ако е во затвор? Односно се станува збор дека не би бил безбеден било каде, па тоа зошто не постојат на затворите ако не е безбеден? За безбедносните проценки во казнено-поправните институции првенствено даваат свое видување и мислење тие кои што менаџираат со нив.
Тоа се управителите или пак директорите на таквите институции и директорот на управата за извршување на санкции, која што е во составен дел на Министерството за правда. Јас не слушнав такви изјави од директорот на казнено-поправната институција или на истражниот затвор во Шутоа Ризари, туку спротивно на тоа слушнав диаметрално спротивна изјава. Во меѓувреме дојдоа неколку различни политички изјави од лица кои што се во политиката, но не се на одговорни позиции, да дадат такво мислење дека наводно постоеле други безбедносни закани врз база на согледување на безбедносните агенции и безбедносните служби. Но на крајот на денот министерот за правда е секојаш повикан да излезе и да побара, и го има тоа право, и тој тоа го стори, од институциите да постапат согласно законот, да ги преиспитаат истите одлуки и да излезат во јавноста. И ние видовме само одредени Facebook статуси, што е недозволиво, на судии кои што некои од нив се членови на судскиот совет, каде што фрла одговорност, вина или пак го посочува министерот за правда дека тој не ја разбира самата проблематика, што не се согласувам, тој многу професионално го стори тоа и по цена на неговата политичка кариера, без разлика дали и каде сме, на која функција. Првенствено ние сме должни да работиме по законот и морално-етичкиот кодекс кој што го имаме подпишано во партиите, да го почитуваме. После оваа одлука, јонака обвинителството имаше некоја многу низок процент на доварба 2%. Што мислите после оваа одлука, колку би се движал тој процент? Па не само обвинителството, воопшто многу е лошо што целата таа независна судско-обвинителска власт се рангира со многу низок процент на доверба кај граѓаните, но при тоа мора да потенцирам дека во тој систем најголем дел од луѓето кои што работат се многу сериозни, високи професионалци, луѓе со кариера кои што својот цел живот го поминали и работниот век во правосудството. Но за жал постојат одредени групи на поединци кои што го имаат узурпирано тој систем, ја користат независноста, а порано се стекнале со тие позиции врз база на политичка поддршка од претходната власт и денеска и tekako јасно и свесно манипулираат со тие системи. И тоа е целта на оваа влада, да го разбие тој систем, и верувам дека веќе отпочната постапка за избор на нов државен јавен обвинител, верувам дека истата ќе резултира позитивно. Не ги познавам ни еден од кандидатите лично, ниту сум имал некогаш можност да ги запознавам, но како и да е, нека одлучи мнозинството и оној кој што ќе изнесе најголем број на аргументи. Професионалните кариери ги погледнам на истите, се задоволувачки. Дали ќе успееме, па секако дека тој човек што ќе го изберат нема да може сам, ќе мора да создаде тим, првенствено да има високо ниво на соработка со Советот на јавни обвинители, кое што е како битно тело, бидејќи ако некој треба да одговара за постапките на посочениот обвинител, треба првенствено да се изнесе тоа тело во државата, по овој случај на Груби, а и за многу други случаи, за да не гледаме повторно една реприза која што ја гледавме во минатото и со случаите од СЈО и со многу други луѓе кои што беа од тој систем. Јас сум бил оптимист дека ќе се смени нешто? Видите, сум бил неколку пати пред јавен обвинител и на распит во својство на обвинет, но и на распит во својство на оштет. Многу е погубно кога еден обвинител ќе ви каже: вие сте политичар, свесни сте како одат овие работи. Јас сум имал такви случаи и еден ден тоа ќе го напишам во мемуарите. Но на таквите луѓе во обвинителството не име место. Видите, бев следен за време на избори физички. Имаше купишта на материјални докази за самото дело. Луѓето кои што ме следеа од МВР биле распоредени на други работни задачи тој ден, но ме следеле мене физички. До каде е случајот? На изборите. Помина постапката во обвинителство за организиран криминал и гонење на лица од редовите на МВР и судската полиција. Ете, отидовме на распит, обвинителката која што го води предметот, бидејќи јас како странка немам право да говорам пред судијата, ги премолче клучните моменти во изведување на доказите.
И едноставно тие лица се денеска ослободени. Не одговараа за ништо. Значи утре повторно ќе ги повторат своите дела. На такви луѓе во обвинителството не има место. Има ли спас за обвинителството? Луѓе кои што во обвинителство работат по налог на политичката елита. Ке ви се јави одреден министр, ке ви нарача истрага и вие ке си терате. Тоа е тенденциозно постапување, тоа е кривично дело. Но за жал има многу такви случаи. Ние се бориме тоа да има ли го спас за обвинителството? Има ли? Има апсолутно. Искра да има некаква да се... И за судството, видите, вие внатре во системот имате голем број на луѓе кои што се честни, посветени и професионални. А мал број на луѓе кои што ги имаат узурпирано овие позиции. И што се случува? И тоа е секаде во општеството така. Тие најкорумпираните со прст покажуваат на најчестните, во очите на јавноста ги користат механизмите кои што ги имаат на позициите, ги прикажуваат најчестните дека се најкорумпирани, а себе се прикажуваат за најчести. Ги користат одредени медиуми кои што се на платен список и сето тоа се лиферува. Денеска една вест да излезе, штом ќе ја прочитате истата вест на одреден портал, точно ќе знаете од каде е лиферувана веста, од кој центар е лиферувана и од кој политички субјект доаѓа. Видите, знам не е таков. Ние се бориме за нашиот простор, еднакви сме кон сите, нашата улога во овој систем е да се обидеме да работите кои што се случува во минатото не се повторува. За жал, овој случај на Артан Груби мина, но ние нема да дозволиме да се затвори до крај. Зошто? Воспротивно, јавноста ќе каже еден знак на еднаквост помеѓу минатите и сегашните. Доколку има нешто, нека излезат и нека кажат. Мислам директно на Артан Груби. Се шпекулира во јавноста дека имало наводни разговори, договори, преговори. Лично прашав, такво нешто не постои. Но на крајот на денот ниту сум присуствувал, ниту учествувал во нешто. И јас, како лидер на политички субјект кој што е составен дел на власта и партиципира во власта, без разлика на подршка на владата, отворено барам овој случај да се изнесе до крај и да се расчисти до крај. Недозволиво е обичен граѓанин за многу помало кривично дело, кој што самоволно се пријавил на распит, да оди во притвор и на издржување на казна, а дополнително, значи, Артан Груби сензационалистички да се пречекува повторно како победник во јавност. Ова е погубно, ова го руши нашиот систем. Па видите, на крајот тебе да се да направам една паралела, оние кои што беа на 27 април, јас сметав дека истите, иако бев учесник таму од другата страна и бев нападнат, велев дека тоа се учесници во толпа, беа судени за тероризам. Не може ист третман за нив, а различен третман за господинот Груби. Тој не е привилегиран. Ако решил да соработува, може би има некој договор помеѓу него и обвинителството. Ќе биде заштитен сведок нешто, мислите? Не знам, ако решил да соработува, тоа обвинителството треба да го даде на знаење во јавноста, а не да ја бранува вака јавност. Тука не се носи политичка одлука. Тука се носи строго стручна, компетентна одлука на ниво на институциите кои што ги носат. А тоа е обвинителството со предлог и судот. Ако знаеме дека имаше впечаток во јавноста дека токму Артан Груби е премиер на државата, иако беше втор човек во владата, сепак перцепцијата не беше таква на граѓаните, што мислите од кој најмногу се плаши ако Артан Груби проговори? Видите, тие нивни врски во претходната власт се толку силни и јаки, толку испреплетени помеѓу себе. Верувам дека голем број од луѓето кои што во моментов ја водат опозицијата биле во итекако добри релации со поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој што мафташе со маичката на коридорот 8, се сликаше со одредени битни амбасадари во државата, а на крајот на денот видовме како истите тие амбасади го ставија на црна листа. Што значи дека итекако добро си ги знаат тајните помеѓу себе и секако дека поранешната власт треба да се плаши. А впрочем, доколку постојат елементи во сегашната, нека се плашат и тие.
Но најбитно е вистината да излезе на дело, но при тоа да се почитува законот и пред законот сите граѓани, вклучувајќи го и него, да бидат исти, а не привилегирани. Во една прилика рековте дека не прифаќате никаква игранка со нереформирано ДУИ. Во тој случај вие би ја преиспитале одлуката за учество во владата. Од каде доаѓа оваа изјава? Тоа не е нова изјава, таа изјава ја имаме кажано уште во моментот кога влеговме да бидеме составен дел на владата, дека знам нема да го видите во влада во која што учествува нереформиран ДУИ. Тоа го кажаме некаде на парламентарните избори, ако се сеќавате. Тоа го кажаме по парламентарните избори, тоа го кажуваме и го потенцираме и акцентираме и денеска. Ние против ДУИ како политички субјекти, против честните членови на ДУИ немаме ништо, но дефинитивно и како имаме големи забелешки, сметаме дека голем дел од актуелното раководство на ДУИ треба да одговара за многу нешта што ги има направено во државата од позиција на власт која што ја партиципираше повеќе од 20 години и беа неприкосновени. Вие можете да најдете секаде човек да одговара од сите политички субјекти и поранешни генерални секретари на СДСМ и на ВМРО, ДПМН и други истакнати членови, но не можете да најдете висок функционер на ДУИ да бил повикан на одговорност, а камоли да бил одведен на ослужување на казна. Што се тоа поразлични, бидејќи сите афери кои што излегува во јавноста, најголем дел ги следиме, потекнуваат токму од таа политичка партија. Но таму има и голем број на честни луѓе и членови кои што за жал не добиваат шанс. И затоа велиме, се додека ДУИ не се реформира, знам не може да биде партнер и да разговара за било какво партнерство со тој политички субјект, тоа е со тоа раководство на ДУИ. Вие политички израснавте во СДСМ. Претпоставувам дека се уште имате контакт со некои од членовите, со некои од функционерите од СДСМ, бидејќи сепак долги години бевте таму и имате добри односи со одредени членови. Каква е атмосферата во СДСМ сега моментално после случајов со Груби? Влада е некаков страв? Јас имам многу пријатели и сум пораснал во таа политичка партија со многу честни луѓе и до ден денеска во таа партија се уште има честни луѓе кои што се во третите, четвртите и петтите ешелони, најголем дел од нив се пасивни, не се активни во политичката партија. Жално е тоа што се случи и тоа е резултат на таквото менаџирање на претходните раководства кои што во суштина воопшто не се променети. Тоа се едни исти луѓе, не по принципот не поврат по шија. И сметам дека таа политичка партија во континуитет ќе паѓа, а честните членови или ќе се пасивизираат, или ќе доаѓаат во редовите на знам, и тоа веќе и се случува. Во едно сопштение имавте таква... Ние не се занимаваме со СДСМ воопшто, но тие и како се занимаваат со нас, не можете да видите да немаат реакција, сообштение, напад, цели финансирани кампањи за лична дискредитација, и како се плашат, па направете им една анализа на делувањето во последните 3 месеци и ќе видите дека имаат повеќе пресконференции против мене и знам, отколку против ВМРО, ДПМН и Христијан Мицковски. Во едно ваше соопштение велите дека членови од СДСМ разочарани од сегашното раководство доаѓаат во знам дали тој тренд се уште трае, се зголемуваат членови од СДСМ што доаѓаат. Да, тој тренд се уште трае, но секако дека ние како многу внимателна политичка партија правиме и одредена селекција. Бидејќи не сакаме да ги видиме тука сите оние кои што се одговорни за состојбите во кои што се наоѓа СДСМ и државата денеска, да дојдат денеска по принципот, како што би рекол еден мој пријател, на чичак трака да ви се залепат и да бидат со вас денеска, утре кога ќе дојде моментот да се одлепат и да бидат со друг. Значи, ние не се занимаваме со СДСМ, градиме свој собствен идентитет, како политичка партија ќе обстоиме на тоа и ќе продолжиме да работиме. Во една прилика велете, цитирам, интересот на Венко Филипче е ограничен само на неговата партиска фотелја. Тоа е соопштение и изјава ваша, мислам дека беше во јануари. Се уште стоите зад таа ваша изјава? Видите, Венко Филипче никогаш не сум го чувствувал за СДСМ, затоа што тој кога се појави во таа политичка партија, првенствено претходно беше советник на еден од министрите во владата на ВМРО ДПМН, кај поранешниот министер за здравство Тодоров. Ниту пак некој го чувствувал.
Еве, тоа само ви кажува до кое дереже е дојден тој политички субјект, денеска еден таков кадар да го води, но како и да е, нека му е со среќа и нека си тера, тоа е една од главните причини за растурањето на единството, кохезијата и дополнително намалување на моќта на одлучување и на членовите во СДСМ со низа афери кои што него го следеа. Тргнувајќи, значи од ако се сеќаваше она жути компанија, набавка на реагенси, па потоа респиратори од Бразил, користење на таа ковид криза за креирање на личен пиар или наводен спасител во јавноста, а ние по бројките и резултатите испаднавме најлоши и најлошо се справиме во тој период со корона кризата и потоа неговото влегување во партиските органи и тела и узурпацијата на истите по принципот на продолжена рака на поранешниот председател, кој што ја доведе во такво дереже партијата и денеска всушност ние имаме еден официјален председател на таа партија и имаме советници на председателот или сива еминенција во партијата која што раководи со истата, но како и да е, како одлучиле, така нека тера. Таму денеска не можете да препознаете ни едно сериозно име од редовите на СДСМ во тоа раководство. Од една страна се фалат со резултати, од друга страна изгубија се што можат. За нас што е битно? Битно е одговорноста која што знам ја превзема, значи соодветно да ја презентира во јавноста и граѓаните да бидат задоволни од тоа, а во случај да ни наоѓаат забелешки, значи да се коригираме во текот на својата работа. Хипотетички, ева, ако ставиме баш некоја неверојатна ситуација, вие се уште да би биле член на СДСМ, што би им рекле на вашите сопатници? Следете го Венко Филипче или барете друго решение? Еве сега ве прашувам вас, заради тоа што еве сега сте на власт, вас ви треба силна опозиција, здраво е да имаме силна опозиција. СДСМ има впечаток дека имаме впечаток дека не е баш силна опозиција. Па, видите, јас не сум член на СДСМ, тие ми избркаа многу одамна. Уствари не ни знаат. Па не ви направија лошо, не ви е лошо сега. Па, јас им благодарам што ми дадоа поголема можност на делување и ако го следите составот на раководството на ЗНАМ, ќе видите дека генерално тука доаѓаат луѓе од редовите на СДСМ, препознатливи имиња, но има и голем број на луѓе кои што не се занимавале со политика, па дури има и луѓе кои што некогаш биле во редовите на ВМРО. Како и да е, секој на свој начин пред електоратот со своите ставови, а на крајот електоратот нека одлучува. Јас воопшто не патам по ништо, едноставно криво ми е што учествував во креирање на еден политички субјект и се здадов себе си многу и најубавите години од мојот живот за да истиот биде државотворен, а денеска го гледаме на онаа дереже кај што е и го водат луѓе кои што никогаш немале допирни точки со тој политички субјект. Факт е дека направи крупни политички грешки. Видите, луѓето ги препишуваат истите на раководството, но првенствено и брендот се гледа тука. Како и да е, политичката сцена остава простор за делување и на нови политички субјекти, еден од тие движење Знам за наша Македонија, и ние продолжуваме со нашата автохтона приказна, која што е собствена приказна на луѓето кои што ја формираат таа партија, раководството и сите органи и тела на партија. А вие, како знам, сега предложувате и новитети, односно вие како партија билете во собранието да има 90 пратеници наместо 120. Зошто 90 пратеници? Па ако може една Словенија, која што е најуспешна во регионот и пошироко, зошто да не може една Македонија? Првенствено и да се намалат трошоците и во делот на трошоците за собранието, собраниските служби дополнително, сето тоа што повлекува и мислам дека улогата на пратеникот во општеството на тој начин би било многу повеќе зголемена. Еве сега да ве прашам, вие сте новинар, можеби и ќе знаете да наброите до 5 имиња во парламентот. Секако, но кој граѓанин и да прашате, кој што не следи пред малите екрани, да ви наброи 5 пратеници, нема да ви ги каже по име и презиме, што не било случај при формирање на независна Македонија некаде 90-тите години. Дали сметате дека бидејќи за тоа би требало да се отвори уставот, дека е време да се отвори уставот на Македонија? Видите, уставот секогаш може да претрпи конструктивни промени кои што доаѓаат врз база на логички предлози. И оваа промена не треба ниту во еден момент да се врзува со промената на
сите барања кои што се резултат на францускиот предлог, кои што Токму натака и одам во темите. Од соседна Бугарија, значи ова е за техничко функционирање на државата во делот на низините институции. Ние сме парламентарна демократија, каде што главниот акцент во државата и низиното уставно уредување го има парламентот и како треба да се грижиме истиот парламент да има соодветна функција и соодветна сила, а позицијата пратеник да биде и како вреднувана во општеството. Вие денеска, кога зборувате за пратениците, најголем дел од коментарите во јавноста ви се патните трошоци. А не што е тоа суштински сработено на седница на парламентот, колку закони, какви закони се усвоени, на кој начин и така натаму активноста на пратениците. И мора да се промени тоа. Кога веќе ја споменавте Бугарија, се отвори прашањето и дебата е во јавноста, она забрана на адвокатот Менкиновски за влез во Бугарија во наредниот период. Каква порака се испраќа со ова? Каква порака испраќа Бугарија? Каква порака испраќа Европската унија и каква порака ние како Македонија треба да примеме? Го познавам адвокатот Менкиновски и лично, ги знам неговите ставови по сите прашања. Извонреден професионалец, жалам за таквата одлука. Ја гледаме глобалната слика. Бугарија со тоа покажува недемократски капацитет и само потврдува што тоа всушност превзема во однос на македонското малцинство или граѓаните кои што по нација се бугари, а по етнос македонци во Бугарија и нивното неовозможување за формирање невладини здруженија или евентуално политички субјекти и организации на територија на Бугарија. И на овој начин со една ваква одлука само го потврдува својот недемократски капацитет, кој што за жал во меѓународната заедница и како вешто го прикриваат, а не постапуваат согласно меѓународното право и одлуките од Страсбур да го деблокираат тој процес. И адвокатот Менкиновски овој момент е само една од жртвите на недемократскиот пристап на ова држава која што себе си се афирмира за демократска и е составен дел и членка на Европската унија. Мислам дека за ова треба посериозно да се поразговара дури и на Европскиот парламент. Сега одиме на кратка пауза за реклами. За останатите прашања поврзани со Македонија, Бугарија и патот на Македонија кон европското семејство, зборуваме куса по рекламите. Се враќаме назад во студиото по кратката пауза за реклами. Остануваат уште кратки минути од нашето вечерашно интервју. А господин Димитриевски, како ја ценувате моменталната позиција на Македонија на патот кон Европската унија? Заглавени сме, што можеме да правиме сега? Па ние во моментов сме на кружен ток. Се вртиме во место, причината не сме ние. Причината се нашите соседи, го користат инструментот кој што го користат во континуитет, тие се внатре, ние сме надвор. И ова е прашање со кое што треба да се занимава Европската унија и сите нејзини земји членки. Македонија нема да отстапи од своите ставови, барем не ова мнозинство во кое што спаѓа и знам, бидејќи сметам дека отстапување по било која основа би значило не само политички, туку и стратешки пораз на државата. Доволно порази претрпевме, едноставно ние сме ослонети во моментов самите на себе си, се обидуваме дополнително да изградиме одредени стратешки прашања, стратешки партнери, а геополитиката ги менува нештата, не само во светот, туку и во Европа, па и во делот на Западен Балкан, како што тие не нарекуваат, а ние сме југоисточна Европа и мислам дека со тек на време позициите ќе се подобрат на Македонија, но она што е најбитно за нас е како да создадеме подобри услови за живот на нашите граѓани и тоа е да се ослониме самите на себе си. Се зборува за некаква... да направиме пресек на нашите ресурси, што тоа по која цена и како го продаваме, да ги видиме концесиските договори во државата, за да се дојде до повеќе пари и истите пари да ги трансферираме кон граѓани. Да си ја донесаме Европа дома практично. Апсолутно да, бидејќи колку и да зависите од страна сами на себе најповеќе можете да си помогнете. Се зборува за некаква Европска унија во две брзини, дали Македонија треба да иде кон овој пат, а иако неформално Советот на амбасадори веќе ја одби ова идеја, меѓутоа се на поголемо и поголемо се зборува токму за ова Европа во две брзини. Што мислите вие, добро е тоа за Македонија?
Па видите сега, таму доколку тоа се случи, ќе имате неколку преседани. Првично, таму се заговара прием на Украина во Европска унија. Држава која што се уште е во војна. И тоа би било еден невиден преседан за сите нас останати кои што сме на листа на чекање со децени. Едноставно не би било искрено кон нас. Од друга страна, потребно е да се донесе одлука, едногласна одлука за неедногласно одлучување. Или со тоа да се даде право да се издвои мислење, но при тоа мнозинството да ја донесе одлуката за членство на одредена држава, што не верувам искрено дека може да се случи, бидејќи барем помалите нема да си ги загрозат своите позиции. Тука треба да има многу конструктивен став во рамките на сама Европска унија и тоа е веќе предмет на разговор на членките на Европската унија. Она што по мене е најбитно е ние да останеме своји на своето и да се обидеме од тоа што го имаме во државата и вон државата како стратешки партнер, да направиме подобар производ, да привлечеме поголем број на странски, но и домашни инвестиции под еднакви услови и да се зголемува GDP-то, да имаме раст. И последно Тоа е прашање. стратешко и суштински. Последно прашање, ако вечерва имате можност да испратите порака до Европската унија, што би ја кажале? Мислам дека мора да има многу поискрен, порационален пристап и јас знам дека во Брисел емоциите не значат многу, но сепак Македонија помина многу тешки процеси да биде член на НАТО, сака да стане член и на Европската унија. Ние сме родени како европејци на европско тло и ние еден ден ќе бидеме во Европа. И ние природно припаѓаме таму. Така е. Дали ќе биде ваква каква што е или малку поразлична, ние еден ден ќе бидеме таму. Но при тоа нема да дозволиме да се подгазиме самите себе си, ниту во еден момент, бидејќи и македонскиот јазик, и македонскиот идентитет, и македонското писмо, и македонската култура е своја, таа има своја генеза, свој континуитет, свој развој, и таа е и ќе биде дел од светската. Значи, ние не сме македонци од 44-та, туку сме македонци од како векот векува и светот светува и тргнале да се споменуваат нациите и такви ќе останеме и такви ко македонци ќе влеземе таму без разлика тоа дали му се допаѓа на некој кој што веќе е таму или не. Немам никаква предрасуда кон нашите соседи, имам многу пријатели, другари во Бугарија, сакам да одам таму, доаѓаат исто така кај мене, многу отворено разговараме на маса за овие прашања. Секогаш велат, не го разбираме оваа прашање, но кога ќе треба да дојде официјалниот одговор од Софија, ставовите и размислувањата се сосема други и гледаме и трпиме негации што е недозволиво и е далеку од критериумите на Шуман и маневр с кој е формирана таа Европска унија. Тука, почитувани гледачи, дојдовме и до крајот на оваа вечерна емисија. Сакам да му се заблагодарам на мојот вечерашен гостин. Ви благодарам што дојдовте. Се надам, почитувани гледачи, дека го задржавме вашето внимание. Ви имајте пријатна вечер и уживајте во програмата на телевизија Алфа. Ви благодарам.